Јас сум Стефанија Кузмановска, студентка по новинарство на Правниот факултет Јустинијан I во Скопје. Моментално сум трета година, а со овој проект се запознав во втората година од студиите, кога не беше представен на факултет. Овој проект гласи Истражувачко новинарство, чувар на демократијата и човековите права. И веднаш што го слушнав тој истражувачко новинарство, во мене се побуди некоја љубопитност да видам за што точно станува збор, бидејќи звучеше многу интересно и предизвикувачки. Овој проект содржаше повеќе фази. На почеток на факултет имавме дводневна обука и по таа дводневна обука следуваше летен курс. Откако заврши тој летен курс, неколкумина од нас бевме одбрани да одиме на двомесечна пракса во некои од медиумите кои што се соработници со овој проект. Вистина менторката и незините колеги во Нова ТВ навистина се потрудија да ми го доближат новинарството оноliko колку што мислеа дека сега за овој степен на моето образование јас можам да го разберам. Навистина многу ми помогна и со истражувачката сторија. Јас работев на две истражувачки стории кои што подоцна беа објавени во медиумите каде што одевме на пракса, во мојот случај на Нова ТВ. Првата сторија на која што работев беше за слепите лица во високото образование. А втората сторија е токму овдека каде што се наоѓаме денеска, односно станува збор за ромите чии домови, импровизирани домови беа срушени под калето, без претходно овие луѓе да бидат сместени некаде на сигурно. Секој има право да има свој дом, чиста вода за пиење и слободно да се движи. Секој има право да се образува и тоа е регулирано во членот 44 од Уставот на Република Македонија, кој е највисок правен акт и гласи: секој има право на образование. Образованието е достапно на секого под еднакви услови и образованието е задолжително и бесплатно. Овие луѓе го изгубија својот дом летоска кога беше најтопло и за жал тука ја дочека и зимата за која што сме сите сведоци колку беше студена. Токму затоа и од оваа тема се одбрав да работам за да преку оваа сторија јавноста и институциите, но пред се институциите, бидат подсетени на овој проблем и дека подитно е потребно да се најде решение. Жално е што поголемиот број од овие лица се деца и навистина, значи ова трае повеќе од половина година, како што веќе кажав, и значи не е во ред овие луѓе да се оставени на отворено на милост и немилост на времето и невремето. Јас кога работев на оваа сторија, значи покрај тоа што се консултирав со неколку институции, го посетив ова место. Значи минатиот пат бев влезена скроз внатре во населбата, разговарав со луѓето и можам само да ви кажам дека тоа што го видов со своји очи, сликата е многу жална, бидејќи пак ќе кажам, повеќето од нив се деца, има и бремени жени, едно од нив се нада таа веќе се породи и со своето бебе таа е повторно оставена во едни вакви услови. Јас знам дека на овие луѓе има веќе смачено од камери, бидејќи постојано проблемов се снима и сакам искрено посакувам ова да биде последно што се овие луѓе снимени во едни вакви услови. Следниот пат кога ќе се прави историја на оваа тема, да биде за тоа како на овие луѓе има најдено сигурно сместување и кров на глава. Главната цел или една од главните цели на овој проект беше да се прикаже истражувачкото новинарство како чувар на демократијата и човековите права. Затоа сакам да додадам дека клучни човекови права на овие луѓе се прекршени, бидејќи како сите други граѓани на Република Македонија и овие лица кои што се наоѓаат тука под калето имаат право на социјална сигурност и социјално осигурување, кое што е утврдено со закон и со колективен договор. Според члена 35 од Уставот, во рамките на корпусот за економски, социјални и културни права на луѓето, Републиката е должна да се грижи за своите граѓани, согласно со начелото за социјална правда. И овие луѓе се граѓани на Република Македонија и не е во ред државата никога да заборави, посебно овие ранливи категории на кои што им е најпотребна, и затоа уште еднаш сакам да апелирам што побрзо да се изнајде решение за овој проблем, бидејќи овие луѓе тука не живеат, туку тие преживуваат едва и во овие лоши услови.